Демо шумата, со Медо мечката. Само одам да ги земам останатите работи од кола. Вие деца завршите со распакување. Еј, доста. Ќе направиш да ги истурам сите маршмелоус. Маршмелоус, значи вкусни сморс. Ајде да направиме сега неколку. Може. Вие земете прашки за оган, а јас ќе го најдам кибритот за да сме спремни пред таткото на Стефан да се врати. Еве, мислам дека треба да направиме ко пирамида од овие, така? Само фрли ги сиде тука. А го најде кибритот? Не, ама мислам дека имам упалјач тука негде. Стефан, види ги сите мои ниски гранки и суви лисја. Ке изгорам цел. Во права си. Што? Најде ли кибрит или упалјач? Па не, ама сепак мислам дека не ни треба да палим оган воопшто. Што? Зошто? Што е толку голема работа? Баш би било забавно. Каде е логорскиот дечки? Стефан кажа дека не треба да палиме оган деке. Зошто? Па, не знаеме баш што правиме. Татко ми не е тука за да ни помогне, плюс на лоша локација сме. Со сите грмушки и треви тука. Можеме да почнеме пожар и да ги повредиме животните и нивните домови. Викам да го правам тоа. Види колку се сладки. Не биди толку досадна. Ајде бе, Стефан, зошто ми го уништуваш денот во шумата? Да, зошто воопшто да те послушаме? Бидејќи дечки, јас сум еден од ренџерите на Медо. И само треба да бидеме внимателни. Медо? Кој е па сега Медо? Медо мечката. Тој ме научи се што знам за превентирање пожари. Здраво, дечки. Што е проблемот, Стефан? Дали си ти Медо мечката? Да, јас сум тоа, Марко. И личиш кога треба да се смириш. Па Стефан пробува да ни ја уништи целата забава со тоа што вика дека не можеме да запалиме оган за сморс. Па Стефан е во право. Ајде Медо да ти каже една прикажа. Бев израснат на планина во шума, на шара со моите пријатели. Еден ден осетив нешто што никад не сум помирисал. Не тоа. Тоа беше нешто што подоцна сватив дека е чад. Оследев мирисот. Видов отворен шатор, но без кампери. Имаше многу дрва, грмушки и дуваше многу ветер. Одеднаш ветерот стана многу јак и пожарот почна да расте. Стана толку голем што ги зафати и дрвата, и грмушките околу огнот. Рече си бев опкружен во планина и морав да трчам за да се спасам. Пожарот скоро ме стигна и морав да се качам на дрво за да избегам. Кога се разбудив, еден човек ми ставаше нешто на шепите. Беа црвени, ранети и многу ме болеа. Слушнав некој како кажа дека целата шума изгорела во пожарот. Што се случи со твојот дом? Мојот дом беше уништен бидејќи некој го оставил својот логорски огин без надзор. Тоа е ужасно. Што се случи со Еленот? Тој и јас немавме дом повеќе и моравме да напуштиме. Марко? Што? Не плачам, многу прашина има тука. Тоа беше моментот кога ми се смени животот. Го слушав човекот како кажува дека шумски пожари обично се почнати од луѓе и повеќето од времето може да се спречат. Пораснав и си ветив дека ќе правам се што можам да ги учам луѓето на секаде како да спречат шумски пожари. И Стефан сега е еден од моите специјални помошници, помлад шумски ренџер. Медо, како може ние да станеме шумски ренџери? Па има неколку работи што треба да ги знаете. 5 едноставни правила за безбедност поврзани со оган. Медо, здраво. Како е? Супер, Горан, само што ќе ги научев децата за 5 правила за безбедност при палење на оган. Тато, како го знаеш Медо? Медо и јас се знаеме од многу одамна. Всушност, само што ќе тргнем да запалам логорски оган за децата и ми текна на 5 правила. Број 1. Само ти можеш да спречиш шумски пожар. Број 2. Секогаш биди внимателен со огнот. Број 3. Никогаш не си игри со кибрит или запалки. Број 4. Секогаш пази во својот логорски оган. И број 5. Биди сигурен дека твојот логорски оган е целосно изгаснат пред да заминеш. Горан, сакаш ли дојдеш да го запалиш огнот дур да ги научам децата по нешто? Секако, Медо. Убаво да си поминеш.
Па како да го следиме правилото, секогаш да сме внимателни со оган? Огнот може да биде многу корисен и добар, но исто така може да е многу опасен. Како може да има добри и лоши огништа? Види онаму кај камперите. Имаат мал логорски оѓен далеко од дрвјата, гранките и грмушките. Го користат за готвење храна и немаат опасност се дуре под надзор. Океј, а како лош оган? Чекајте малку, каде отиде Стефан? Извинете, господине. Многу е подобро да го обкружите оганот со ставање камења околу како прстен. Тоа е исто така правило, нели? Да, секогаш пази го својот логорски оган. Има и правило за кибрид и запалки, така? Марко, Еј, стварно не треба тука да го правите ова. Треба да оставите вашите родители да го прават ова. Браво, Марко! Веќе си на пат за станување на шумски ренџ. Стварно? Што преостанува? Една од најважните работи за памтење. Осигурај се дека огнот е целосно изгаснат пред да го оставиш. Како да го направиме тоа? Затоа секогаш ги носам овие работи. Имаат спречено безброј шумски пожари. како да спрешиме пожар со тие? Стефан? Секогаш име кофа со вода близу логорскиот за да го искористиш методот потопи и помешај. Кога си готов, потопи го логорскиот со вода и искористи лопатата за да измешаш пепелта, за пламенот скроз да згасне и жарчињата да се ладни на допир. Погрижете се вашите родители да не заборават да го направат ова. Здраво, господине. Здраво, Марија. Што имаш за мене? Нешто специјално за твоите најнови млади шумски ренџери. Во, Сакаш да кажеш дека сме спремни? Секако, имате собрано 5 чекори за безбедно припалење на оѓен и сите сте подготвени да ми помогнете на мојата мисија за превентирање шумски пожари. Чекај малце, а петтиот чекор? Да, сега сите заедно. Само ти можеш да спречиш шумски пожари. Македонска синхронизација. Медо Мечката, Владимир Костовски, Стефан Бојан Јошев, Марко Александар Марковски, Ивица Стефан Константинови, Ика Ева Блажевска, Горан Мартин Голчев, Марија Ина Михајловска.